Кога ќе ми кажат, мене често ме прашуваат кој те прати. Не може во војна некој да те прати. Тоа е личен избор, не може да те прати. Но кога разговараме за опременост, кај нас менталитетот е до тој степен заостанат, еве толку брутално ќе ја кажам таа реченица, што дури и кога ќе тргнеш натаму, нашите медиуми се во некоја состојба на умот во која што мислат дека можеби нема да се вратиш, па страфиме да ти дадат квалитетна опрема и страфиме да ти дадат опрема. Јас и репортирав, односно се јавав во живо, сама наутро, потоа сама снимав и правев репортажи, фотографирав, за да има за сајтот и за весникот, и сето тоа го правев сама со мобилен телефон. Прво и основно, самата акредитација, откако ќе ја добиете, воопшто не важи без таа заштитна опрема. Така што е премногу скапа за некој да си ја набави сам. Не разговараме за јакна за да може некој да си ја купи и да си ја користи. Се работи за опрема која што ако си ја набавува поединечно само лице, тоа чини околу 2000 евра. А ако ја набави здружение или медиум од Германија, оригиналните прес Bulletproof vests, чинат некаде околу 350 евра. Сега мојот случај и тоа беше невозможно, не можев да не дам ниту еден оригинален, никој не поседува, ниту едно здружение, ниту еден медиум во оваа држава не поседува таква опрема, уште помалку па оригиналната со прес ознаки, така што морав да позајмам од луѓе вработени во нашата полиција и за нив сум многу благодарна кои ми ја дадоа таа заштитна опрема, со тоа што морав нормално. Тоа беше импровизирано, морав да ги извадам нивните ознаки, да ставам мој. И да, кога се работи за работнички права или за права на новинарите, известувачите и снимателите и фотографите, она што го видов и она што го споделија нашите колеги како искуство со мене е дека тие добиваат максимална заштита, сите тие имаат многу тешки, многу големи осигурувања, сите се добро осигурани, сите поминуваат имаат онолку време слободно колку што биле во таа војна, например, ако се еден месец таму имаат еден месец слободни, ако се 2 недели имаат подоцна 2 недели слободни. На половина пат до линијата на огнот се најдовме под напад, под оган. Моравме да застанеме, да се засолниме, па да го продолжиме нашиот пат, но тоа повторно се случи. Еве сега чекаме да пристигне воено возило за да не земе од оваа локација. Јас морав и сама да доаѓам до контакти и да звонам. Безбедносното прашање кај мене воопшто не беше решено, тоа беше оставено на чиста проценка, така што многу работи има по кои што се разликуваме, кои што сме далеку од сите останати медиуми. Тоа е
најчесто користената реченица на сите уредници. Предплатени сме на странски агенции. И тоа е се што треба да знаеме за македонското новинарство. Да вие да не сакате свој очи и уши на теренот и да велите предплатени сме на странски агенции, кажува само едно, дека не постои новинарство какво што треба да постои во оваа држава. Многу брзо да се вратиме во војното возило и да се повлечеме од оваа линија. Од она што можам да го кажам во кратки црти е дека сум добро, чувствувам некое зуење во главата и така некое црвенило од ударите што ми ги нанесе. Додека ги извршувам работните обврски заедно со колегата од мојот снимател од Телма телевизија, ни приде лице, не го познавам воопшто. Ти кога тргнав да се јавувам во живо, дојде одзади физички најпрви ми удри со тупаница во главата, потоа започни со клоци, пробав да го тргнам, не му возвратив, стравував дека можеби има и оружје во себе. Не е нападнат никогаш поединецот, нас не таргетираат како професија. Не е важно да зборуваме за 1, 2, 3, 5 или 10 напади, тоа што не минува ништо, затоа што велам и еден напад врз еден поединец е напад врз нашата цела професија. За волја на вистината, веќе не без нашата небезбедност се пресели освен на улиците, освен во институциите, пошто и таму бевме тепани, да не заборавиме, во законодавниот дом, небезбедноста ни се прошири на социјалните мрежи, каде што ние действуваме, каде што ние ги извршуваме нашите работни задачи и она што најмногу не загрижува како организација, а тоа е небезбедност, односно навредите, клеветите, заканите по животот и она нешто најбанално и најдегутантно, а тоа е навредите кон нашите колешки. Ако ние немаме квалитетен работен однос, односно востануван работен однос на неопределено, со пристојна плата, со почитување, овозможување на услови за работа и почитување на работникот, пред се ние не можеме да зборуваме за безбеден новинар. Вие имате телевизии во кои што ниту еден човек нема реално добар договор, каде што сите вработени се со договори на 3 или 6 месеци. Никој не се чувствува сигурен. Кредит, банка не ви дава кредит ако имате таков договор. Не можете многу важни животни прашања да си ги решите. Значи, повеќе слојни се проблемите во новинарството. И не можам да кажам дека барем еден слој е добро покриен. И се дебатира во нашата фела за тоа дали треба бенефициран стаж или не треба. Секако дека треба, затоа што сите ние работиме работа со висок ризик. Дури и луѓето кои што работат во режија, во телевизии, се изложени на дополнително зрачење и исто така треба да имаат бенефициран стаж, но ние не можеме да се бориме во оваа држава за бенефициран стаж кога се уште не сме се избориле за стаж. Нашите колеги кои известуваа од 27 април не може да дојдат до правдата, нивните процеси се отфрлаат, бидејќи не можеле во постапката да докажат дека биле испратени, дека тоа ги извршувале работните задачи новинарски во законодавниот дом. Што барал новинар на 27 април ако не извршил својата работна задача? И тоа е дискутабилно за судот. Че ние зборуваме веќе за баналности. Целта ни е нула напади врз новинарите и медиумските работници. Тоа можеме да го направиме само преку казнивост, а не преку толеранција на неказнивост по однос на тие дела. Затоа што ние имаме пракса на неказнивост, односно бавни судски процеси каде што тешко новинарите и медиумските работници доаѓаат до правдата. После целото моје искуство и разговори со сите странски екипи во Европа, секаде во Европа, па и во Америка, точно се знае чија е одговорноста да се ги заштити новинарите, а тоа е одговорност на медиумот. Кај нас не постои такво нешто, кај нас медиумите излегуваат само со соопштенија, новинарските здруженија исто така, но конкретно нешто за да се заштитат новинарите нема. Тоа важи и во смисла на заштитна опрема, а тоа важи и во смисла на правна помош. Ниту една телевизија не гони некој кој нападнал
новинар. Тоа се прави или го прават здруженијата, или се прави по службена должност, или новинарот сам пријавува, но никогаш заштитата не доаѓа од местото каде што првично треба да дојде, од сопствениот медиум. Но зашто и да разговараме, ние не можеме да разговараме за тоа дека новинарите се заштитени, ниту во смисла на заштитна опрема, ниту во смисла на договори, ниту во смисла на плата. Тука да сме на чисто, ретко кој ова го работи за пари. Новинарството е начин на живот, повеќе начин на живот отколку професија. Сите сме овде повеќе за љубов отколку за пари, но на крајот на денот, сепак медиумите, како такви, треба малку повеќе да се обрнат внимание буквално на сите аспекти од новинарското работење. И да ги заштитат физички, и да ги заштитат правно, и да им обезбедат она што е најважно секаде во светот, а тоа е некаква финансиска сигурност. Ако сте странец кој навечер патува со воз во Украина, овој мрак ќе ви изгледа застрашувачки. Но на луѓето од овде веќе тоа им е вообичаено, повеќе никој не се плаши од овој мрак, сето ова им изгледа нормално на украинците. Буквално секој воз кој патува навечер или возовите кои патуваат преку дена, некаде стигнаа ќе ги фати мрак на половина пат, ги гаснат светлата, буквално сите светла, поминува човек кој ги затвара сите прозорци, кој ги спушта сите завеси за да не може возот да се види било кој воз, да се види од далеку или пак од надвор.